некоја страна, значи еве јас сега како и кажал лично, не само лично, значи 90% од групата дека се додека не се одржи тоа собрание, комици, значи иницијативниот одбор за спас на ФК Вардар нема да заземе и нема да подржи никого што ќе мисли да влезе во фудбалскиот клуб Вардар. Значи први сакаме да се одржи собранието, да биде разрешено актуелното раководство. Од кога ќе се разреши раководството, ние ќе одлучиме на кого ќе му дадете довербата. Довербата, како навивачка група. Жути и Куле се, кажав, дел од под старата генерација и ликови кои што имале прилика да присуствуваат на некакви собранија или состаноци на клубот Вардар. Прашањето е колку воопшто тоа што било мислење на комитите во изминативе 10-20 години, некој од клубот го есапел, колку вашиот збор бил важен, колку вашето мислење било важено и прифатено и колку воопшто тоа што биле ваши барања биле задоволени. Па е, Драгче може да каже за тоа малце поише, пошто они имале соработка со поранешните. Можеле ли комитите да кажат овој тренер не е добар за Вардар или да кажат овие играчи не се идеален состав за Вардар, треба нешто да направите? Ве сапеа ли воопшто? Па не, видите вака, пред да почнам да ви одговорам директно на конкретното прашање за нашиот глас во клубот, само да ви објаснам дека Вардар во тоа време беше многу јак, беше стално прв или втор. Меѓутоа имаше некогаш објективни причини Вардар да не биде прв. Нашата цел као навивачи е, нашата желба е Вардар да биде прв во домашното првенство и секоја година да искачаме во Европа. Значи, порано имало објективни причини кога Вардар не можел да освои првенството на Македонија, ама затоа ќе се надпреварал, пак искачал во Европа или ќе го освои купот, или како втори Вардар се такмичел во купот на УЕФА, кај што имал од време на време за доста добри резултати. Така да никош не сме се мешале во самото директно раководење на клубот, кој играч да биде донесен, кој тренер да биде. Тука не сме се мешале затоа што горе-доле сме биле задоволни од моменталното. Не сте имале потреба не сме имале потреба, да. Нашите договори, нашите барања со клубот, да кажам 100% биле прифаќени и задоволени. Никогаш не сме претерувале да бараме нешто, не знам што, например Вардар кога играл куп надпревар во Бордо, да бараме авион за нас, например. Не сме барале, знаеме моменталната ситуација на клубот, тогашна каква била финансиска, али исто клубот имал доста разбирање према нас, например, ако авионот е 120 души, не знам, чартер лет, 50 души идат навивачи. Значи, никош не сме имале проблем од таков тип. Меѓутоа, денеска, Вардар, како што кажа другарчето Мачки, во каква ситуација се наоѓа, ние да не можеме да бидеме ни втори во првенство, а нема некои објективни причини. Значи, сега првенството е горе-доле и регуларно, нема такви проблеми како што ги имаше во изминатото. Сакаме стварно силен Вардар. Не мора да биде прв на спортски план ако некој направите поек. Ете, вие двајца сте дале буквално дел од себе и дел од животот на тој Вардар. Оваа емисија ја правиме токму за луѓето кои што го сакаат Вардар и на кои што веројатно во моментов им недостасува што Скопје како град изгуби така голем спортски клуб, значи изгуби голем дел од своите навивачи, влюбеници во фудбалот и така натаму. Колку вас лично како луѓе ве боли сето ова и како воопшто ве боли? Како го изразувате својот револт кон ова што се случува? Па боли и тоа многу боли. Не може, например, клуб со толкава традиција да спадне на едно вакво дередже со некои, не знам како да ги наречеме, луѓе кои, како што кажа Мачка, залутале во фудбалот, а залутале и во Вардар. Ја не знам како ќе дојдени. Истите тие имаа шанса 5 години да направат нешто од Вардар, пошто пред да влезат во Вардар ветува многу. Меѓутоа, све подоле и подоле, тоа не Вардар. Не може да се помириме со таа судбина. Градскиот стадион, поготово јужната трибина, знаеме порано како била преполна. Во моментов повеќе има редари на стадион него што има навијачи на јужната трибина. Сепак ние као навијачка група останавме
така као дел од оно старо познато, од еден стар познат декор кој што бил порано. А дека боли, боли. Дека боли, не да боли. Добро, пред да ги видиме, има многу интересен материјал кој што сакам да го погледнеме, да ќе погледнеме дел од него затоа што е невозможно да го одгледаме цело. Одбравме едно парче кое што е вака ефектно, моментот кога комитите на прославата од 20 по повод 20 годишнината од постоењето се движат од центарот на Скопје кон градскиот стадион. Значи едно делче за уживање за да тие што не можат да сватат да погледнат и сватат колку голема и моćна и влијателна може да биде навивачката група. Слики за респект, но тажно е доколку ова навистина повторно се случи, како што ќе спомне Алек на шега. Ова пак кога ќе имаме 30 години од постоење. Тоа би било тажно. Славе од Loyal Fans како подгрупа е овде за официјално да ја изрази поддршката кон колегите од комити. Славе? Микрофонот само те молам. Здраво се. Здраво. Официјално добро вечер. Добро вечер. Сакам да кажам вака сега. Ние, како ја член на навијачката група Loyal Fans, која сме формирани од 1999 година, значи Скопје, официјално, како што знам што да кажам за бојкотот, значи официјално, ние како група го поддржуваме овој јавен бојкот и повикуваме сите, значи сите навивачи, сите љубители на фудбалот, значи сите што го сакаат Вардар, јавно да го поддржат овој бојкот. Значи има, како што кажа Мачка, од постарите жути, ево тука Алек, да има тетрадки, значи спремни кај што се потпишуваат, значи кај што има на многу јавни места во градот. Ќе има, значи, ќе каже Мачка понатака што ќе се случува, значи ги молиме се што ќе каже, значи